Па е здраво. Како што кажав, ќе почнеме со припрема овој некој период од една недела, не секојдневно, да не би стана многу досаден па на крај. Со припрема на коктелите од зачини што ја ги употребувам. Не значи дека и вие треба да ги употребите, дека и вас ќе ви се свиѓат, меѓутоа како една идеја, како една пробана работа, која јас се трудев 8 месеци да ја добијам како рецепта. И така да одлучив да ја споделам со сите вас. Ќе работиме од утре па натака зачини кои што се употребуваат за обично месо, свинско месо, за јунешко месо и за диво месо. Има голема разлика. Многу голема разлика има. Кој зачин за кој месо се употребува. Ја овде ќе имам некои зачини спремено. И тоа се убави зачини. Може сами да видите како изгледаат. На мирис многу и на вкус многу убави. Имам благи, љути, секакви. Направено. Сето ова е направено по некој рецепт што го некои луѓе одлучија дека сум заслужил да го добијам како рецепт и го добив. Затоа ви прикажувам тука повеќе зачини од сите овие од утре натака. Од утре натака ќе почнеме да правиме коктели. Ќе правиме за дози, да кажеме за една доза. Една доза е за 1 килограм месо. Меѓутоа нема да правиме за 1 килограм месо, него ќе правиме за 2 килограма, за да остане да може да се прави, да не остане фира. Тука се употребувани, ќе се употребат доста зачини. Ова е тој зачин што го барав кај нас на нашето подневје, не може да се најде. Може да се најде, меѓутоа кај нас е премногу скап. Го набавив од Бугарија, го набавив, ми го донесоа пријатели. Има црвен, зелен, црн, бел бивер и секој од нив е различен, веруете. Нема сите врсти на бивери немаат исти вкус и цврстина. Зелениот бивер е најмек и е најароматичен. Тука има микс од кари, овие миксови ми ги донесоа, ги имав постирано, од Саудиска Арабија ми ги донесоа. Ги нарачав. Сите овие миксови се многу љути. Пробани се, така да се интересни, доста се интересни, сум ги пробал во месото и тие работи. Така да од утре па натака почнуваме да ги правиме заеднички миксовите, да ви ги кажувам и дозите, ќе ги забележувате доколку ви се свиѓаат. Нормално, не може да значи дека, мислам, не мора да значи како мене ми се свиѓа, дека и вас ви се свиѓа. Меѓутоа, барем од прилика ќе знаете како да ги дозирате коктелите. Друго интересна работа е што белиот бивер исто ќе се користи. Жалфијата, како што реков, жалфијата е интересна работа, што жалфијата, значи, редовно треба да ја користите, затоа што жалфијата е многу јак антисептик, повторно ќе повторам, го заштитува месото. Солта исто го заштитува месото, така да, како да ви кажам, дека ќе биде интересно, доста интересно. Има период кој што ќе направиме, ја во моментот имам негде околу, сами гледате, може да видите на видеото, дека овде ќе имам теглички едни, ќе што има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 микс. Има 3 љути, огин, отров љути и останатите се благи миксови. Тука немам за диво месо. За дивото месо се потребуваат малце подруги зачини и тие ќе ви ги кажам. Спремете се за убави миксови кои што ќе ви користат за трајност на месото и вкус на месото.
Hvala što me ste, se gledame utra. Ćao.